ДНК анализите од возилото Opel Omega идентични со профилот на Алил Демири, произлезе на судењето монструмот вработен во лабораторијата на МВР. ДНК анализата за Демири е пронајдена на потпирачите за главата на седиштата. Анализите откриле 4 ДНК профили. На наслон за глава од десно задно седиште од една машка индивидуа, од рачката за отворање на задната лева врата од втората различна машка индивидуа, од површина на ракофатот предна лева врата од трета машка индивидуа и од површината на ракофатот од предната десна рака. Овие траги се мешавина од ДНК профили од една машка и една женска личност. ДНК анализата е точна, смета правниот застапник на семејствата. За одбраната автомобилот е спорен. Вештакот Роберт Јаневски кажа дека всушност нема можност за манипулација, туку со сигурност е утврдена ДНК-та на еден многу суптилен и по електронски и пишен начин. Вршена е анализа за ДНК-та која што е земена од возилото, од внатрешниот дел, од седиштата, од наслонјачите за глава, така што со сигурност се утврдува дека таа ДНК потекнува од еден од осомничените, односно обвинетите кои што е во бегство. Како е можно тројца обвинети кои се посочени дека се возеле во истата кола, а не се совпаѓа ДНК анализата, а погодни материјали за вештачење биле, како што вие сами бевте присутни и видовте дека за 5 лица, за 4 машки лица и за едно женско лице. Значи погодни, а не се совпаѓат. Како е можно тројца да се возат во истата кола неколку километри, околу 50 километри, барем според нив, што покажува на екранот на возилото, а да нема другите ДНК анализа. Додека Алил Демири е во бегство во Приштина заедно со Африм Исмаиловиќ, обвинителката од специјалното обвинителство Фатиме Фетај бараше одговори откривичен за нивната екстрадиција. Министерството за правда на судот му напишало дека чекаат одговор. СЈО случајот со петкратното убиство кај Смилковското езеро го презема во февруари, откако врховен предметот го врати на повторно судење. Во монструм обвинети се Алил Демири, Африм Јагим Исмаиловиќ, Хаки и Фейзи Азири и Сами Љута. Пред 6 години на Велики четврток кај Смилковското езеро бе убиени 4 млади момчиња и еден рибар.